Книжевна вечер со познатите писатели и колумнисти Ферит Мухик, Венко Андоновски и Сашо Мацановски Триндо. Кочанци имаа ретка можност да уживаат во средбата со големците на македонската книжевност. Се читаа извадоци и цитати од нивните дела и колумни, а гостите им открија детали од својот живот и тоа како почнале да пишуваат. Познатиот македонски телевизиски водител и колумнист Сашо Мацановски Трендо вели дека му представувало вистинско уживање што имал можност да се види со кочанската публика. Неговата книга Трендоленд предизвика голем интерес кај кочанци. Содржи колумни кои Трендо ги пишувал пред 10 или повеќе години. Вели, една таква да пушти сега на интернет или во весник нема да се забележи дека е пишувана пред повеќе од 10 години. Тоа јасно кажува колку се е непроменето во државата. Вистинско средба со граѓани е секој интересна работа, затоа што луѓе покажале интерес да ти го слушнат муабетот на крајот на криштата, а во Македонија се поретко некако се слушаме. Бучавата на онамо кај што ни се главните комуникациони канали, тоа се интернетот, Facebook и слични, е премногу бучно, така што овие аналогни форми на комуникација се подраги ми стануваат, затоа што можеш да се слушне жив збор, да се видат вистински луѓе и да се споделат и јанзи и убавини со нив. Јас престанав да пишувам затоа што некако ми изгуби, не чувствував еротика веќе во реалноста, и од друга страна секојдневно сум ангажиран со поинакви форми на офнет и на интернет, така што таа дневна доза на убавина или на јанза имам каде да исполнам, затоа и на колумните ме решив да им го затворам дуќанчето. Универзитетскиот професор, филозоф и публицист Ферит Мухик вели дека ваква публика каква што била кочанската ретко сретнал во своето 50 годишно искуство како филозоф и писател. Моите впечатоци, но и моето доживување ја поставува ова вечер меѓу најпријатните вечери во, да кажам, 50 годишно другување со најразновидни публики секаде во светот. Имаше некоја магија вечерва во кочанската публика, во концентрацијата, во една исклучителна гостопримливост, но и една интелигентна рецепција на сето она што беше кажано, така што сум се уште толку пријатно возбуден и инспириран од ова средба, просто би ја поновил веднаш, сега би ја повторил, но ако не вечерва во некоја друга прилика, ќе ми биде многу мило повторно да дојде. Универзитетскиот професор и писател Венко Андоновски, кој потпиша поголем делот на примеруци од неговите книги, вели дека многу му значи и му причинува задоволство што е меѓу кочанци. Книгата постои за да дојде до писателот, а кога читателот ќе дојде до писателот во контакт, тоа е посебно чувство, додава Андоновски. Прво сум изненаден од бројот на посетителите, второ сум изненаден со какво внимание да следеа. Мислам, очигледно дека вакви средби, живи средби со писатели, кои избегнуваат она класика критички осврт кон делото, па критичар да говори, дека вакви средби се насушна потреба. Луѓето сакаат да ги слушнат писателите, сакаат да слушнат како тие размислуваат, дури сакаат да слушнат и некои приватни моменти од нивниот живот, како станале писатели, како пишуваат, кои се тајните на пишувањето. Јас сум пресреќен што сум вечерва тука и мислам дека треба почесто да се дружиме. Луѓето се навистина жедни за вакви средби. Кочанци на крајот имаа можност да им постават прашања на гостите, кои тие со задоволство одговараа, како и да си купат дел од нивните книги кои беа изложени.